Во билтенот на МВР секојдневно може да се прочита колку граѓани биле тешко или полесно повредени и колку го загубиле животот во сообраќајни несреќи, кои за жал секогаш настануваат поради невнимание и непочитување на правилата за возење. Реченицата која често може да се слушне е внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Но ова ретко кој го почитува и ретко кој го разбира значењето на оваа реченица. Граѓаните се загрижени и велат дека треба да се стави крај на дивеењето на скопските улици, кое резултира со се поголем број на сообраќајни несреќи. Граѓаните велат дека голем дел од возачите возат пребрзо и не ги почитуваат сообраќајните правила. Тие бараат од полицијата да го стави крајот на хаосот кој резултира со се поголем број на жртви. Велат со ваква возачка некултура никој не може да биде безбеден на скопските улици. Причината за несовесното возење не е само брзото возење, пијаните возачи, непочитување на правилата на возењето, туку и се повеќе употребата на мобилни телефони додека се вози. Доволно е само да се застане на некоја скопска улица или булевар за да се видат возачи со телефон во едната рака, а воланот во другата рака. Се зборува, се пишуваат пораки, се вртат броеви, се гледа надолу, но не на коловозот. Таквите возачи често и поминуваат покрај полицијата која некој ги казнува, а некој не. Граѓаните реагираат дека употребата на мобилните телефони зад воланот достигнува загрижувачки размери. Едно истражување на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата покажало дека дури 63% од возачите користеле мобилен телефон додека возеле, а тоа значи дека вниманието им било послабо и дека немале целосна контрола врз возилото и со тоа ги загрозуваат другите учесници. Во просек, младите возачи до 30 години 2 пати повеќе ги користат мобилните телефони отколку повозрасните.